1 метар дистанца, дистанца. Дистанца, да се дефицираме. Тоа го заборавивме. Така. Добро, дали сме подготвени? Да. Подготвени сме. Со што одиме сега? Со Математика. се разбира. Денеска ни е ден на математиката. Кога е светскиот ден на математиката? Од пред неколку години е земен 14 март како светски ден на математиката во чест на бројот пи, бидејќи кога го заокружуваме бројот пи на две децимали е 3,14, а тоа асоцира на записот нели март, трети месец е 3,14. Супер, одлично. Значи запаметете. Тоа е 14 март, така? Да. Светскиот ден на математиката. Така Одиме понатаму. Одиме со математика за седмо оделение и тоа, бидејќи минатиот час со седмо оделенците веќе ја завршивме темата, денес ќе имаме задачи за повторување од целата тема, односно да се подсетиме на оние најбитните работи кои што се од темата алгебра. За почеток ќе почнеме со една задача која се однесува на редоследот на операциите. Еве нека ни е зададена задачата 25. Јас ќе симнам малце капава, пошто овие се потешки задачи. Ќе ми треба малце главата да ми диша. Плюс 42 поделено. Зашто не сака да ми напише делено? Мора вака. Поделено на 7 минус. Ќе продолжиш Лука натаму да допишеш 5 на 2 минус 3 по 7. Минус 3 по 7. Само да не ги да не ги збуни. И што ќе направиме, не е проблем. Еве цап. Сега ќе го напишеме. Еве прв пример, вака. Може? Може. Ето така. Ова е се во еден ред. Така. Значи, кога имаме вака задача поголем израз, треба да внимаваме на редоследот на операциите, а не да тргнеме по ред, па како ни се дадени да пресметуваме. Значи треба секогаш имаат предност, значи како на семафори што имаат предност, не знам, и кога е црвено амбуланта или полиција, така секогаш имаат предност и множење и делење. Така, меѓутоа тоа е во помалите оделенија, сега сме веќе седмо, имаме повеќе операции, така да го спомнеме сега веќе комплетниот редослед на операциите. Ајде. Значи, кога има загради, тоа веќе го знаеме од претходно дека секогаш пред сите заградите имаат предност. Но кога имаме веќе различни операции, степенувањето и коренувањето одат во пар и тие имаат секогаш предност пред сите останати. А потоа доаѓаат множењето и делењето и на крај се извршуваат собирањето и одземањето. Значи сепак највеќе предност има степенувањето. Така. Добро. Ајде прашање вака кратко, Лука. А помеѓу собирање и одземање кој има предност? Па исто се, не се исто? Да. Одлично. Така. Значи, затоа ги кажуваме во пар. Затоа велам степенување и коренување, а потоа дека оди множење и делење, а на крај собирање и одземање. Значи помеѓу степенувањето и коренувањето. Од нив две ни една операција нема предност, туку таа која што е напишана прва, таа се извршува. Истото важи за множењето и делењето. Значи во однос на нив две, која е првата запишана, таа ќе ја пресметаме. Собирање и одземање исто така. Значи, сега тргнуваме користејќи правилата. Да. Вие ќе ми помагате на моменти. Двака. Сега прво ни е степенувањето. 5 на квадрат, тоа значи дека 5 по 5, 5 по 5 е 25. Така. Значи прво ќе ги препишам претходните функции за да ми биде полесно. Така. Значи 25 плюс 42 поделено на 7 минус 25 минус 3 по 7. Добро, значи се ова што го напиша е точно, но за да скратиме напишување, што смееме? Понатаму помножиме се надаму. Да, затоа што други операции немаат понатаму што следат да имаат предност пред множењето, значи смеевме уште тука да помножиме. Меѓутоа да, не е грешно ниту ова. Јас вака го направив малце да имам повеќе преглед, инаку не е грешка, многу е поубаво ако може некој одма да го. Така, она што е битното тука да не собереме, така, значи 25-ката ја препишуваме бидејќи делењето има предност. Минус 25 минус 3 по 7 тоа е 21. 25 минус 25. Минус 25, така. Минус 21. Така.
тоа е еднакво на 25 плюс 6 е 31, Така. минус 25 минус 21, тоа е минус 4. Полека само малку тука. Минус, се извинувам, тие се собираат. Ете така, одлично, браво, ти текна. Тие се Значи, собираат. бидејќи и двете се сега бројчиња со негативен знак, Да, минус. Да, Минус 25 Кога имате минус знак, ги 21, собираме. 5 и 1, 6, 2 и 2, 4, тоа значи 31 минус 46, тоа е еднакво на минус 15. одлично. Ево вака. Ево вака. Браво, Лука. Одиме со следна задача. Одиме. Ајде да извршим Следно таблата. ќе се подсетиме на упростување изрази. Еве да ја забришим од таблата. Значи сега што ќе работиме? Упростување изрази. Добро. Што значи тоа, наставничка? Ќе ни биде даден еден израз Добро. во својата посложена форма, а ние да се обидеме да го запишеме во колку што е можено попроста форма. Втора задача. Втора, ни е даден следниот израз 4 3x минус 2y да го собереме со 5 по и овдека нека ни е дадено 2y плюс, може ли само да допишеш таму, да. 8x. 8x. И затворија заградата, еднакво на крајот. Еднакво. Имаш идеја што да правиме сега? Да. Да слушаме. Значи, мојата идеја, нема да запишувам. Значи, бројката 4, бидејќи множи, тука немаме конкретен израз, Така. ќе ја помножиме прво со првиот, Одлично. а потоа со вториот број. Одлично. Значи во Исто ваква и со вториот случај. така. Во ваква ситуација, Бого кажа Лука, бидејќи немаме конкретен израз, односно, внатре во заградата не можеме да пресметаме. Ова овдека има променлива x, а овој израз овдека има променлива y. Кога имаат различна променлива, не смееме да ги собираме или одземаме. Така. Значи мора да имаат иста буква, за да смееме да ги собереме или одземеме. Затоа во случајов четворката, бидејќи е пред заградата, значи важи за се што е тоа во заградата, па затоа секого од нив посебно ќе го помножиме со четворката. Па ќе добиеме Значи ќе добиеме 4 по 3, 12, x, така, минус 4 по 2, 8, y, плюс истото го правиме и во таа 5 заграда. по 2, тоа е 10 y, и плюс 5 по 8, тоа е 40 x. И тоа е еднакво на. Сега гледаме што можеме да собереме и да одземеме Така. кое со кое. Ете Значи така. y секогаш оди со y, Така. x секогаш си оди со x, Значи значи ги групираме Да. по променливите во случајов x и y. Значи Така е. за да не биде полесно, еве го овде имаме x и тука имаме x, знаеме дека тие две се во пар, потоа бараме следни парови. Еве го. и ова. И тоа. Ете И сега го. веќе знаеме дека значи ќе имаме задачи каде што ќе имаме повеќе од 3 кои што може да се искомбинираат. Од 2, може да се 3, 4. Може Z да има, може да има Така, повеќе. така. Затоа најпрактично е да подвлекуваме за да знаеме веднаш да ни биде прегледно кое со кое е пар за да не сгрешиме и да заборавиме некој во пресметките. Па сега имаме да пресметаме. 12 плюс X. 40, Така. тоа Тоа ќе е ни даде 52. 52x плюс или минус, ќе видиме, не знам. така, одлично. Внимаваме на знаците. Минус 8y плюс 10y, тоа значи плюс 2y. Плюс 2y и ова е најпросто што можеме да дојдеме во Така, задача. бидејќи понатаму x-от го имаме на едно место, y-от на едно и немаме што да им Така е. правиме понатаму. Значи Добро. ова е тоа Ова е упростување. Добро. Да. Супер, многу интересно. Одиме сега со равенки. Одиме, равенки најдобро. Сакаш ти, Марија, равенки? Не. Зошто? Јас одмарам денеска на часот математика, слушам. Не, општо те прашам дали сакаш равенки. Па сакам. Зашто? Затоа што имаат непознато? Да. Добро, одиме со трет пример. Трета задача. Еве. Дека ни е дадена следната равенка. 3 па во заграда да имаме x плюс 4 плюс 2 и во следната заграда нека ни е дадено x
минус 5 и сето ова нека ни е еднакво на 32. Имаме малце посложена равенка, Ајде, ќе пробам. со малку повеќе работа. Прво ја гледам во задачата да видиме што имаме во неа. Така. Забележуваме дека веднаш иксот да го изразиме, не Пак можеме. нема конкретен Така, бидејќи ни е заробен во заградиве. Така е. Пак ќе продолжиме како претходната задача. Одлично, одлично. Тројката ќе помножиме со двата Так. броја внатре, односно со едниот Еве непознат. како секоја од лекциите е поврзана со наредната. Така е. Значи претходно кога имавме упростување, имавме како да го средиме ова во заградата, а сега токму тоа ни треба во равенката. Така е. 3 по 4 е 12, значи Така. имаме плюс 12. Добро, овде имаме знак плюс. Плюс 2 по x, тоа е 2x. И минус, плюс и минус прават минус, Така. тоа значи минус 10. Тоа е еднакво на 32. Така. Гледаме повторно до кај сме стигнали, што имаме Така. во задачата. Што е тука конкретно? Конкретно е дека имаме x, еве од претходната задача. Одлично, така, Си ги применуваме знаењето групираме од тие. претходната. И имаме, ова не е y, ова е конкретни броеви со овие. Така. Значи познати ни се. И ова, значи можеме оваа операција, ова си го собереме и Така. можеме ова си го Така. собереме. И значи добиваме 5x 12 минус 10 тоа е 2 Така. плюс 2 е еднакво на 32. И сега веќе ја Добро, и упростивме веќе е лесна равенката, равенката. така. Тоа значи 5x ќе биде еднакво на кога ова се менува, тоа е минус, значи Одлично, 30. од другата страна го минува односно знак. само x. Само ајде да го испишеме и тој чекор дека е 32 минус 2 да не се Така, збунат така. Ајде, ќе од го дома учениците. Ајде. Не само 32 требаше, таму Нема горец. гајле, ќе го напишеме сега. Значи 5x 5x е еднакво на 32 минус 2. Така. Ево, нека го видат убаво, камерите нека го фатат. Минус 2, ете го. И сега 5x ни е еднаква на И овде 30. на ситно ќе го напишем. 5x... Упс, чекай, извинете. Ево го, хайлайтер. 5x е еднакво на 30. Така. Затоа што овде множи, кога ќе се смени петката од другата страна ќе дели, Одлично. односно ќе добиеме 30 Конечно го добиваме веќе x-от, x е еднакво на... врз 5, Така, може да запишеме делено или дробна црта, не односно ќе биде X-от е? x 30 поделено на 5 е 6. така. Еве го резултатот. Одлично. Јас вака секогаш на тестови си запишувам во Да биде прегледно резултатот си каде. го запишувам во правоаголник, така си го. Одиме следна. Ајде. Функции. Наречни се Функции, функциите. Функции се малку тешки да ви кажам, наставничка. Не се толку сега, одлично се покажа до сега, верувам дека ќе се снајдеш и со ова. Па, Лука беше надевам. спремен уште од утринава. Он беше спремен за математика. Кога се разбудив, прво решавам равенки и дробки и после одам ги правам моите активности. Еве, сега одиме со четврти. Четвртата задача, да. Кога ни е дадено, значи, пресликувањето со правилото x се пресликува во 2x минус 1. Спомнавме на еден од претходните часови дека функциите може да ги запишеме на три начини. Тоа не беа со диаграм, со табела, со формула и на крај да нацртаме и график за самата функција. Така. Че сега сите тие работи кои што ги учевме на неколку часа да ги сработиме во една задача. Најпрво да го представиме диаграмот за оваа функција, како да ја диаграмите. Овдека задаваме вредности за x-от. Еве, ќе ги земеме 0, 1 и 2. Значи сами се избираме вредности за x-от. Тие ни се влезните аргументи, а овдека ќе бидат излезните. Односно, она што ќе се добие откако ќе ги пресликаме. И сега што ни вели правилото? X-от во што се пресликува? Во 2x минус 1. Значи, ако x-от бил 0, ќе се Си пресликава проверуваме, така? 2 по 0, 0, минус 1, минус Јасно, 1. Ево вака, стрелка само, дека нулата се пресликала во минус 1, одиме сега за единицата. Ајде, 1. 2 по 1, 1 прво, 2 по 1 е 2, Два минус минус 1 е 1. 1. Значи,
Имаме Човек дека се исти број. единицата се преслика во Еден. единицата, одиме за двојката, 2 по 2, 4, минус 1, 3. 3. Тоа е првиот начин, така? Да. Ова ни е запишувањето со помош на диаграм, а следното ни е со помош на табела. Ќе нацртаме овдека табела, за да имаме простор негде и за графикот. Овде ќе бидат вредностите за x-от, овде за y-от или f од x, се едно е која ознака ќе ја користиме. За x-от ги земавме 0, 1 и 2. И се служиме со диаграмот, значи за y кои вредности ги добивме? Минус 1, 1 1 и 3. 1 1 и 3. и 3. Веќе можеме да ја запишеме и формулата која што ќе биде за оваа функција, односно дека f од x е еднакво на 2x минус 1. Сега ни остане уште да нацртаме графикот на оваа функција. Може овде да го нацртаме ако сакате. Добро, можеме таму, а можевме диаграмот да го избришеме, се едно, не е проблем. Не треба значи да нацртаме најпрво еден координатен систем. Се разбира затоа што ова е y, а Така. хоризонталната е x. Така. Добро. Еве y, еве x-оската. Одлично. Значи не мораме да правиме многу поделоци затоа што гледаме дека x-от ни се движи од 0 до 2, значи доволно е до 3 да имаме, а на y-оската до 4 може да ги ставиме, бидејќи 3 ни е последниот број кој што ќе го земеме. Добро. Да бидат сега така. Така, внимаваме кога цртаме, значи да се на еднакво растојание подалоците за бројките. 1, 2 и 3. 1, 2 и 3 и 4. Минус 1, минус 2, минус 3. Дали се сеќаваш, Лука, сега како ги внесуваме координатите во координатниот систем? Мислам да ga се сеќавам. Ајде. Може да пробам. Значи x е 0, првиот x е 0, а y-от е минус 1. Така, значи одат во пар. Првиот пар точки ни се 0 минус 1. Еве Така. точката. Следниот се 1, 1. 1 и 1, значи овака го добиваме. Така. Еве точката. Овде се Последниот, сечат. така, таму каде што се сечат, всушност е точката. 2, 3 ни е последната координата. 2 и 3. 2 е x, 2, да, Да. 2, 3. 3 е y. И сега, за да го добиеме графикот на функцијата, се што треба да направиме е Да ги поврзам. да ги поврземе Точки, трите точки. Малце криво, ама добро. Добро, знаеме дека треба да биде права. Ајде ќе ја поправам. Одлично. И тука запишуваме f, ја пишуваме функцијата. F од x, така, еднакво. f од x е 2x минус 2x минус 1. Ето. Така да, успеавме денес да се подсетиме на се она што требаше од темата алгебра Така. за седмо оделение. А јас се изнаучив математика и ве Да. советувам и вие да учите математика, но исто така да учите и други работи, односно да учите јазици, да читате многу книги и да уживате тоа. Одиме со еден джингл и следува нов Другиот час по час. математика.